39-годишниот прилепчанец ДМ утрово загина во тешка сообраќајна несреќа која што се случи на железничкиот премин во населбата Сточен пазар во Прилеп. Помеѓу воз и автомобилот Мерцедес со прилепски регистарски ознаки кој што бил управуван од ДМ. На лице место веднаш пристигнала екипа на итната медицинска помош која што утврдила дека ДМ починал на лице место, а додека двајцата сопатници, 40-годишниот ТХ и 39-годишниот ГБ се здобиле со повреди, при што биле пренесени во општата болница во Прилеп. Од јавното обвинителство од овој град велат дека се испитува целиот случај и наредена била обдукција на телото на починатиот. Истрагата треба да утврди како дошло до несреќата и тоа дали работела рампата на пругата. Од обвинителството велат дека на тоа место според прописите и правилата возот немало потреба воопшто да застанува. Според дел од жителите на населбата Сточен пазар, преминот бил безбеден, затоа што рампата најчесто работела, но дали тоа било така и утринава околу 4 часот, треба да утврдат надлежните. Рампата си кочи иди возо, таа е автоматски работи, не работи. Мислам како што не газа, така кочи помине се крева. Има некои периоди некош да е во дефект, ама се поправа од време на време. Се бајле како било, кој знае дали биде пуштено, не пуштено, тоа треба да се испита. Работи и рампата. И работи ги треба. Во 4 сато возо врви. Тога било врчајката вика. Така слуштав, така ви кажувам. Во 4 сато возо врви. И тога и ние станаме децата на школија ода и се собра луѓето возо човек турна. Во 4 сато се бајле, слушнаме. Дали планната рампата била, не била, не знаеме. Според директорот на Македонски железници и инфраструктура Хари Локвенец, комисија составена од вработените и на Македонски железници транспорт и на Македонски железници инфраструктура, независно од обвинителството, веќе била излезена на терен и го испитувала целиот случај како точно се случила несреќата. Од МЖ апелираат возачите да бидат многу внимателни кога поминуваат на вакви премини и да ја почитуваат поставената сигнализација.